резултат на тој авантуризам. Што го кажав, сега е кратко времето, само да спомнам два примери. Да кажеме случајот, се сеќаваат случајот Карпала, кај што загинаа 10 македонски бранители во август 2001 година. 40 дена пред настанот, Македонската служба за државна безбедност на Љубе Бошковски како министер за внатрешни работи му ги достави сите потребни информации. Дека на тоа брдо има терористичка група од 10 до 15 луѓе, дека е вкопен минофрлач, дека може да направат инциденти. И сега 40 дена да ги имате вие сите тие информации, да не преземете ништо, само по себе кажува дека како бил тој патриотизам на тогашниот министер Бошковски, кога можеше да нареди само со еден хеликоптерски прелет и да се реши таа терористичка група. Или случајот, да кажеме, кога беше битката за Рачиново, јули месец 2001 година, во тој прв момент, кога тргна битката, загинаа тројца припадници на Министерството за внатрешни работи, но некако резултат на некој од тие албански терористички формации, тоа до ден денес се крие од јавност и од семејствата на тие загинати тројца припадници. Тие загинаа од армиска граната на македонската армија. Имавме една смешна ситуација во која што македонски полицајци и војници се испотепаа сами помеѓу себе, а се испотепаа бидејќи Љубе Бошковски како министер за внатрешни работи и Владо Бучковски како министер за одбрана во тогашната таа заедничка влада за национален спас не сака да седнат да се искоординираат заедно како да ја браниме државата, туку македонската полиција и војска се однесуваа помеѓу себе како две спротивставени непријателски формации, иако се работеше за безбедности сили на Република Македонија. Значи секако резултат на тој авантуризам гинеа македонски бранители и можеби трет момент така многу кој што оди на душа на Љубе Бошковски, направи страшна кадровска диверзија во Министерството за внатрешни работи. Во тоа време, да кажеме, за само 2-3 месеци тој како министер подпише 11 решенија за генералски чинови во МВР. Тоа беше една смешна ситуација, бидејќи Македонија е мала држава со мал полициски состав и 11 генерали полициски немаат многу поголеми полиции во светот, не пак Македонија. И тоа беше така една смешна ситуација во која што се доведовме во таа војна, народски кажано, да имаме повеќе генерали отколку војници на теренот. И сега што е најжално, гледаме сега денеска по Македонија парадираат некои од тие генерали, формираа и партии политички. Тоа се лажни генерали, само про форма, без никаква суштина, бидејќи тие генерали беа во МВР вработени на 2-3 месеци пред војната и за само 2-3 месеци добија прв чин, генералски чин, што, да кажеме, упатените во таа проблематика знаат што значи да се биде генерал во една армија. Тоа е еден војсководец, еден стратег, еден голем авторитет кој ги поминал сите потребни школи, целото тоа потребно искуство, сите претходни чинови, да кажеме, што во неговата кариера, но за жал кај нас сите тие генерали кои што беа вработени во МВР по 2-3 месеци, веднаш прв чин Љубе Бошковски со тие решенија им додели генералски чини како резултат на тоа незнаење, на тоа неспособност, некомпетентност. Од тие генерали поминавме како што поминавме во таа војна. Сега да не бидам погрешно сватен, јас не сум за тоа дека на бранителите треба да им се решат нивните, да кажеме, тие статусни прашања. Ако некој бил во војна, да кажеме, вие во тоа време бев припадник на безбедносните сили. Ако некој бил во војна и ако трпел последици, да останал инвалид, не дај Боже починал, или треба да му се згрижи семејството, треба да се згрижат здравствено, да им се овозможи образование, да кажеме, да им се доделат ордени на сите тие луѓе, но смешно е вие во тоа време да ги наградувате луѓето со генералски чинови. Тоа мислам една смешна, една апсурдна ситуација. Е тој дилетантизам и авантуризам на Љубе Бошковски во тоа време. Од друга страна, Лјупчо Георгиевски беше премиер, него многу повеќе го интересираше кога го почне тоа негово лично богатење, кој што доживеа огромни размери, што се брои во милиони евра, многу малку, значи се грижи за одбраната на земјата. Значи сите тие предзема активности кои што ја втуркаа земјата во воен пораз. Значи беа залудени од таа желба за слава, за моќ и за профит и така да кажем условно кажано, поразот во таа војна беше неминовен и тоа некако резултат, значи како резултат на сите тие политички сценарии и предавства што се случија во македонскиот државен врв. Од друга страна, пак Лјупчо Георгиевски сега го гледаме во кампањата, си игра мајтап на отворена сцена со македонскиот народ, кога кажува дека дај заборавете се што било, да гледаме напред, да одиме во Европа, без разлика како ќе ни се вика државата. Значи Македонија е ваква, таква или никаква држава според него, иако тој веќе јавно кажа дека не ја признава Македонија во етничка смисла како држава, дека живее тука македонски народ, него ја признава во државотворна смисла. Во смисла дека тука има две држави, Македонија и Бугарија, него и живее ист народ во тие две држави, значи Македонија признава во таа смисла како државотворна, а не и во етничка. Него признава тоа
население кој што живее во оваа држава. И од друга страна па во тоа време најголемата опозициона партија, предводена од Бранко Црвенковски, некаде веќе во март месец, да кажеме, војната почна некаде јануари 2001, некаде во март месец кога беа во тек сите тие војни дејствија, они веќе ги оствариле првите контакти со нашите противници, со Али Ахмети, во еден стан во собственост на војното разузнавање во Гостивар, значи веќе ги држиле тие тајни контакти. И значи во тоа време секој си имал своји мотиви. Во таа војна Социјална Македонија да излезе поразена, СДСМ имал мотив да ја сруши владата на Лјупчо Георгиевски и ги правила тие предавства со тоа што тајно кокетирале со Али Ахмети и со албанските терористи. Од друга страна Љубе Бошковски воден од тој негов авантуризам. Во тоа време правеше страшни грешки кои што ги направив пред малку. Лјупчо Георгиевски пак беше воден од мотивот за лично богатење. Во тоа време неговата десна рака, еве покојната Доста Димовска, пак ја гледаше Македонија само до Групчин, повеќе не ја интересираше, беше свртена кон источниот сосед, исто така и таа како министерка за внатрешни работи ги направи тие некои страшни предавства, кога им ја даде таа цела оперативна мрежа на македонската полиција, на своите коалициони партнери Џафери и Тачи во тоа време, па кои што ја проследија до Али Ахмети. Значи сето тоа беше еден компилот, така да кажем, на мотиви кај овие клучни актери кои што требаше да ја бранат државата во тоа време, но за жал видовме сите ние како поминавме во таа војна.